дали сте ухрабрен од вчерашните преговори за законот за јавното обвинителство и кога ќе почнете преговори за прв човек на новото обвинителство? Значи, јас сум охрабрен заради тоа што, како што ме информира од работната група, односно заменик министерот за правда, дека две работи многу значајни се заокружени. Тоа дава надеж дека можеме понатаму да продолжиме да разговараме. Како што ме информира, веќе закажана следната средба, веројатно јавноста е информирана, да продолжат по другите точки. Уште еднаш напоменувам, ќе сториме се да можеме да изградиме консензус. Секако паралелните пораки кои што стигаат од страна, од високото раководство на ВМРО ДПМН, дека џабе што работат работните групи, на крајот нема да има гласање ако нема да има предвремени избори. Тоа беше една сериозна порака која што стига од високото раководство на ВМРО ДПМН. Нас нема да не обесхрабри да продолжиме да работиме, да ги приближиме ставовите преку работните групи. Овој период навистина период на одмори. Генерално и можат работните групи да работат додека парламентот не се врати на работа, тоа е 26 август, и да правно формално го предложиме конечното законско решение. Уште еднаш напоменувам, црвените линии немаме право и недозволиво е никој да ги помине. А тоа е гаранцијата за едината на предметите, гаранцијата за едината на специјалното јавно обвинителство, структурите или меѓународните стандарди на јавно обвинителскиот систем кои што се вградени во самиот закон, и верувам дека тоа и така ќе остане. Во таков еден дух, јас верувам дека политичарите треба да ги избегнат сите можности за избор на кадровски решенија во правосудството, заради тоа што само по себе тоа става лош печаток, кога ќе седнат власт, опозиција, сите заедно да бират судија, обвинител, шеф на судство, шеф на обвинителство или слично. Решението е навистина елегантно, која што дава можност да се обезбедат сите тие иднини, а без да има потреба ние политичарите да се мешаме во кадровскиот дел на независното правосудство, заради тоа што само на тој начин, без наше мешање, ќе го ставиме да биде независно правосудството, да јакне во својата независност, во својата транспарентност, одговорност и отчетност пред граѓаните, а со тоа да дели правда, колку што е тоа возможно, максимално, еднаква правда за сите граѓани. Така да останувам и понатаму оптимист, а ако сакат предвремени избори, еве, октомври 2020 година. Премиере, колку државата е моќна, зборувам државната каса, за да обезбеди буџет државното обвинителство да биде финансиски независно? Државното обвинителство, не многу. Зборуваме генерално за правосудството, кога разговараме во финанси, заедно со Судско-буџетскиот совет, кој што покрива и обвинителскиот совет нормално. Тенденцијата која што сега се бара согласно со капацитетите е да пораснеме од 0,37% од бруто домашниот производ, колку што можно повеќе. Сакаме да стигнеме до 0,5. Тоа се огромни пари. Тие ќе овозможат дополнителна независност и дополнителен квалитет на правосудството, вклучително пола за мене е обвинителството, пола е судството во државата, заради тоа што ако ти има доволно пари, да обезбедат обвинителството вештачење, да не должат пари, да имат независни експертизи, да може да ги оформат истражувачките центри, да ги доекипират стручните служби, административните служби, да се доекипират со доволно обвинители, верувам дека тоа ќе биде помоќно, посилно, понезависно и уште поправично, секако во делот на процесуирањето на предметите. Истото важи и за судството. Така да ќе стегнеме заби и ќе определиме средства дополнително, заради тоа што рековме, ако некогаш тоа може сега. Државата ни е во просперитет, во прогрес, растат приходите во државниот буџет, мој ДДВ дава одлични резултати, најголемиот полнечки данок во буџетот на државата е ДДВ. Граѓаните вршат одлична работа за државата, враќајќи за себе пари, го полнат директно државниот буџет. Јас ќе кажам, еве бројките, ние ќе чекаме секако до први, но само да кажам дека се што треба да вратиме за една година, за граѓаните, за еден месец во буџетот е веќе дојден. Толку е успешен самиот проект. Проектите на крајот, на месецот ќе соопштиме и најрелевантни се на крајот на годината, една година која ќе стераме, но толку е тоа за мене охрабрувачки позитивно, што значи конкретни резултати од борба против сивата економија. Го ставаме целиот дел на сивата или нелегалната економија во легален дел, помагаме многу на економијата, а и растат приходите на државата. Сите тие приходи се за враќање назад. Дел ќе одат во здравството, дел ќе одат во правосудството, дел ќе одат во нови болници, дел ќе одат во градинки, во училишта, водоводи, канализации, инфраструктура, патишта, железници, гасификација на градовите и ширум државата. Најголем дел секако од парите ќе одат и во плати.
заради тоа што веруваме дека покрај растењето на платата во стопанството, јавната администрација исто така треба да следи. Здравството е еден значаен сегмент. Сакаме специјалистите да стигнат до 100.000 вкупни приходи. Сакаме да стигнат, да ги подигнеме капитациите на општите лекари, да ги подигнеме капитациите на стоматолозите, на гинеколозите, на медицинските сестри, на целиот персонал, а веќе ги подигнавме платите во детските градинки. Продолжуваме од 5 ќе се подигне за 5%, односно од 1 септември за 5% на целата јавна администрација. Ако продолжат перформансите финансиски вака како што се случуваат сега во буџетот, верувам дека доаѓа едно благопријатно време за сите граѓани. Наша задача, ако донесовме веќе крупни историски и чувствителни одлуки, сега треба сите граѓани буквално да почувствуваат благодет од придобивките на интеграциите, кои што ги носат секако и овие економски перформанси за државата. Премиер, објавите злоупотреба и криминал со лекови. Матичните лекари се револтирани од вашата изјава. Можете ли да ни кажете колку лекари се офатени во истрагата, од кои места се и за колку е оштетен фондот? Прво, не сум обвинил никој. Реков јавно дека постојат сериозни индиции, дека се злоупотребуваат делот на позитивната листа на лекови, издавањето на рецептите и ние очигледно гледаме дека генерално во буџетот се повеќе секоја година растат парите во делот на издавањето на лекови на позитивната листа, а бројката или наталитетот во државата останува исти. Еве дури и во еден дел се намалува заради миграцијата што заминуваат надвор од државата. Сето тоа дава сериозни индиции дека некаде се случува незаконски дејствија. Пораката од мене како председател на владата е криминалот значи затвор, значи одговорност. Секој што ќе се огреши треба да се прифати одговорност. Не обвинуваме никој, тоа може само истрагата да го потврди. Виновен е оној само секако докази ако има. Целта ни е да испратиме пораката, немојте да се играте играчка со парите на граѓаните. Секој денар буквално е потребен во оваа наша земја, заради тоа што граѓаните го уплаќаат во државната каса. И нема да дозволиме никој да се игра играчка. Секако наша аспирација е меѓу 1 септември и 1 октомври да ги пуштиме лековите комплетно без квоти. Тоа е сериозен исчекор. Државата влегува во сериозен ризик, но граѓаните ќе имат лекови. Ако успееме да ги ставиме контролните механизми, ние ќе стартуваме со еден ваков процес. Така да суштината е буквално пораката. Немојте да крадете од граѓаните и од државата. Затоа што без разлика кој во каков сегмент работи, тоа е казниво по кривичниот закон и се одговара со казна затвор. Пораката е таа која што ја испраќа. Премиер, после избивањето на аферата Рекет, граѓаните немаат доверба во борбата против криминалот и корупцијата, па како еве и владата која дојде на власт на тој бран, дека ќе се бори за правна држава, против криминалот, против корупцијата, ќе го врати својот легитимитет. Довербата е намалена. Кога државата создава услови преку политиката или извршната власт, владата, услови за јавното обвинителство, за судството, да гони криминал, некогаш чувството на првиот бран е драматичен. Тоа боли, тоа може да разгневува кај делот на граѓаните, но никаде не било лесно во ниту една земја кога се отварале сериозни процеси за борба против криминалот и корупцијата. Ова е еклатантен пример на борба против криминалот и корупцијата без разлика за кој се однесува. Така да ние имаме поединци во општеството кои што може да бидат индикативни, може да бидат докажливо вмешани или слично. Системот функционира. Конечно има независен систем кој што апсолутно се бори против криминалот и корупцијата и тоа ќе продолжи. Ако овој период, навистина после сите решени меѓународни прашања, со интеграциите во државата, не ја зајакнеме правната држава и владењето на правото, ние ќе ја пропуштиме оваа непроценлива шанса. Затоа апелирам и секогаш користам приликата да мотивирам сите истражни органи да тргнат во борба против криминалот и корупцијата таму каде што има докази и индиции за таква работа. Граѓаните внимателно да ги следат процесите. Тие се конечниот инспекторат врз државните органи, врз судските органи, врз општинските органи и така натаму, затоа што само на тој начин ќе се ја средиме државата. Борбата против криминалот и корупцијата не значи само правна држава, таа значи економија, таа значи и раст, таа значи и стандард, поврзано е со се. Така да само овој процес уште еднаш докажува дека борбата против криминалот и корупцијата не препознава никој да го стави во заштита на страна или да не се однесува за него. Законот мора да важи еднакво за сите и секако истрагите ќе се водат против сите кои што дефинитивно се огрешиле согласно законот. Зошто тогаш му се дозволува на Охридскиот советник Нефи Усеини такво самоволие? Значи, дури вчера има и напад врз
универзитетски професор. А има до сега многу работи направено, меѓутоа ниту општината, ниту државата, ниту полицијата не преземаат ништо против него, а што се чека? Се преземат. А што е преземено и зошто Управните зошто сте постапки. уште во коалиција со него на локално ниво? Апсолутно, дали сме во коалиција со него или не, тоа седницата на Совет го кажува во делот на гласањето, зависи по кои точки се работи. Без разлика за кој се работи. Рековме да е од СДС, од Свети СДС, од кој сака нека, ако се огрешил по закон, законите важат еднакво за сите. Општина Охрид веќе има издадено решение за отстранување. Се очекува истражување, односно за извршувањето да почне. А ако немат храброст, ако немат можност, ако не можат тоа да го завршат, тогаш согласно закон се одзимат ингеренциите и владата ќе постапи. Јас ве уверувам дека дивоградбите ќе се отстранат. Секако ново ниво физички напад има врз човек. Секако, ако има физички напад, тука Министерството за внатрешни работи тоа отвара истрага и секој ќе се одговара ако направи физички напад. Никој нема да биде заштитен. Секако јас не сакам да судам по делот на документација из дивоградби, по делот на вина за напад или слично. Тоа се истрагите кои што ги водат и тие ќе го покажат тоа. Но ве уверувам дека предрасуди и резерви нема да имаме према никој. Впрочем, не е на крај на денот да падне и мнозинство во Советот на општината, го кажам отворено, има многу градоначалници кои што се предложени од СДСМ, ги избрале граѓаните, сепак со совети во кои што нема СДСМ контрола или владеачката коалиција нема контрола, сепак општините функционираат добро. Ние немаме резерви дали тоа ќе изгубиме мнозинство во совет или било што, или со некој ќе продолжиме со работка или не. Се работи прво за почитување на законот. Секој во државата мора да го почитува законот. Тие што се учесници во политичкиот живот, представници на политички партии, па уште ако се представници на владеачките партии, па треба за пример да го почитуваат законот. И апсолутно предрасуди ќе немаме за сите без разлика на последиците. По политиката, по коалициите или слично. Законот мора да важи еднакво за сите. Ви благодарам. Благодарам на сите.